Ве поздравувам од комплексот Етно село Тимчевски заедно со нашите прекрасни момци од екипата од Алфа телевизија и персоналот на комплексот Етно село Тимчевски. За денешната емисија ќе ви подготвам едни постни стапчиња со ослич. Ослич мора да се сеќавате дека и детството наше го поминавме со ваква риба. Немаше порано како сега, влези во маркетите, та орада, та бранцин, та ракови, школки, ти реков ми рече, тогаш немаше ништо, имаше во фрижидерите, во самопослугите, од кои што пазаревме само ваква риба ослич, кој што е најчесто употребувана за постните слави, за Свети Никола, користена е за Свети Јован, за Бадник, за Божик, веќе за сите слави кои што се постни и навистина е многу вкусна. Меѓутоа најчесто доаѓаме до некој проблем кога малите деца нели треба да им се даде рибата, па дали ќе има коска, дали нема да има коска и така натаму, затоа еве ви едно одлично решение, две во едно. И компирот и рибата на едно исто место, а тоа се овие волшебни стапчиња што ги нарекувам од рибата ослич. За неа за тие ќофтиња или стапчиња нас ќе ни биде потребно 3 риби ослич, кои што претходно се измиени, посолени и спржени. Можете и да ги сварите. Јас сакам да бидат пржени, зошто? Кога ќе го јадете стапчето, тие ќе крцкаат ако се претходно пржени. 4 компирчиња со средна големина, претходно сварени. Неколку супени лажици брашно по потреба, презла по потреба, 1 главица кромит, неколку чешниња лук, магданус, бибер, триена сол, мешан сув зеленчук и сол. И масло во кое што ќе ги ставиме над кое што ќе ги ставиме да се печат и плех од шпоред со хартија. Најпрви што ќе направам? Ќе го земам компирот, претходно сварен и да е уште топол. Тоа е многу важно, да е топол компирот. Така топол ќе го ставиме во еден сат да го направиме како пире. Ете, кога е тој топол, веднаш се пасира, нема никаков проблем. Сварен е во малку сол и во малку мешан сув зеленчук. Убаво ќе го испасираме компирот. Водата ќе одложиме настрана. И садот, затоа што сега ќе ја исчистам из претходно испржената риба. Осличот ќе го исчистам од коската и ќе го издробам со раце или со ноже, како сакате, кај компирот. Мора да отстраниме коската. Ова е една од најомилените риби во нашата традиционална кујна. Малку несоодветно, нели, ова риба морска во традиционалната кујна, меѓутоа само таа риба имаше и затоа си стане и како традиционална. Ќе си ја насечкам. И ќе ја ставам кај компирот. Таа треба да биде баш онака раздробена. И сега овие стапчиња можете слободно да ги давате на децата, затоа што нема никакви коски, нема овде. И сега продолжувате да пасирате со лажицата, што го пасиравте и компирот. Ќе го додадам кроми до тука. Лукчето. Макдоносот. Сол.
мешан сув зеленчук, триена сол и бибер. Бибер може едно цело кафено лажиче да се стави и продолжувам со лажицата. А потоа веќе ќе земам да месам и со раката. Малку сејтин, за да може убаво да се измесат. И сега почнувам со месење. Додека раката не фати, верувајте, нема ништо од работата. Ау, Значи не треба ни да ги испечам, ни да ги пробам, веќе одма знам како ќе бидат убави. Значи нема, ова е магија, овој вкус е магија. Сега ќе земам една чинија, ќе помешам малку презла и брашно. Повеќе презла, помалку брашно. Промешам. И ќе ги валкам стапчињата во ова и во тепсијата, директно во тепсијата. Ќе ја намастам. Ова бара и повеќе масло. Да, секако бара повеќе масло. Еве, драги мои сакани гледачи, ова сега ќе оди во ревна на 250 степени. Само 5 минути. Потоа намалуваме на 200 да почнат да крчкаат, да вријат, да почнат меурчиња вака да пуштаат и уште едно 10 минути. 10 минути и доволно е, затоа што се е варено. Компирот е варен, рибата е пржена, единствено што треба да омекнат кромидот и лукот. На здравје, нека вие се гледаме кога ќе ги испечам. Еве, испеченки овие
стапченца од ослич, па малку домашно пинџуч или сос од домати и пиперчиња. Ете, тоа е тоа што ви кажа, вкусот на крцкавоста, на рибата. Само претходно пржена. Како убав е спој на вкусот на лукот, на рибата, на компирчето. Мераци. Направете ги. И вие, драги мои, да се воодушевите на овој вкус. И како велат, после сето ова што ни се случува на глобално ниво и со пандемијата и така натаму, затворени сме, не можеме да патуваме. Ми каже една моја пријателка што ми беше многу интересно кога рече: ми се оди некаде од каде што таму никаде нема да ми се оди. Така и мене ми доаѓа. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. До тогаш останете ми здрави, живи и секогаш и вечно да немате никакви проблеми. Гответе си, бидете среќни и уживајте. На здравје!